Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. Мој и ваш се разбира гостин во оваа емисија Јовче Пандев, естрадно име, познато веќе. Јовче, добро вечер, добро дојде на програмата на ТВ каналот ВИС. Фала ви на поканата, добро ве најдов и се надевам дека ќе имаме убав разговор. И јас се надевам и со тебе секогаш има убав разговор, интересен соговорник се, има што да ни кажеш и секогаш имаме убави поводи за вакви разговори. Деновиве се случуваат интересни нешта кои се тесно поврзани со тебе. Во рамките на Струмица Open Fest се случи еден интересен концерт, насловен како Ајде беше стрела песнава, посветен на Гоце Арнаудов, познатата македонска фолк звезда, а по повод неговиот роден ден на 19 август. Беше интересно во Струмичкиот градски парк. Она што е важно да се каже, покрај тоа што учествуваше во овој концерт, како дел од сите оние кои дадоа свој придонес, Јовче Пандев е и идеен творец на овој проект. Од каде идејата? Ева, така, прашање кое се повторува и секогаш некако подсвесно се избегнува, ама размислував на тоа деновите наназад. Идејата за ваков концерт доаѓа од тоа што еден артист го остава како културно-културолошко наследство на еден народ. Апсолутно. Подсвесно и свесно кога размислуваме колку песните негови значат за народот, колку се обнародени, тоа е импулсот кој води да стигнете до идеја, да ви светне во глава и да ве носи да го изреализирате тоа. Така. Убаво е тоа. На тој начин, оние кои заминуваат од овој свет се уште се живи, се уште живеат. Во тие неколку часа од тој концерт кој се случи во преубавиот амбиент на Струмичкиот градски парк, Гоце живееше на најубав можен начин преку неговите песни, се разбира, благодарение на тебе, како идеен творец, и благодарение на 15 вокални солисти и инструменталисти кои беа дел од овој концерт, беа и квалитетни пеачи, но и квалитетни инструменталисти, членови на тој оркестар под раководство на Блаже Маротов. Се виде дека тоа се песни, можне квалитетни, како што веќе рече, обнародени, толку малку недостасува за луѓето кои беа таму да бидат расположени, распеани, разиграни. Ги знаат сите песни на Гоце и беше навистина прекрасно. Како ти го доживеа самиот концерт? Така, прво благодарност до сенсот на Струмица Open Festival и до општината. Се надевам дека ова е еден нов момент и ќе продолжат да го работат тоа како и до сега, колку е, не знам, 10 години, 11 години, да. Благодарност до сите, морам да изразам јавно благодарност до сите луѓе кои беа присутни, кои дадоа придонес интерпретативен во концертот. Благодарност на оркестарот, значи под раководство на Благој Моротов. Фала за Јордан Митев, за Милован Секуловски, тури од Охрид. Така. Пристигна. Борис Димов, Билјана Димова, Љубомир Митровски, Томе Лазаров, Живко Динев. Така. Благодарност до Струмица, до струмичката публика која го посети концертот во голем број. Така. И
И не е само Блаш Маротов. Блаш Маротов беше само еден дел, иако раководител на оркестар. Оркестар беше многу квалитетен. Апсолутно. Тука беше Завков на гитара. Тука беше Академски музичари. перфектниот хармоникаш Дарко Илиевски и така натаму. Се на се помина одлично од аспект на интерпретација и Така. Велам, сите беа расположени, сите беа задоволни од она што се случуваше во градскиот парк, расположени и задоволни беа и членовите на неговото семејство, неговиот син, неговата сопруга. благодарност и до нивното присуство. Така. Гоце тоа го заслужува, а го заслужува сите оние кои оставиле на некој начин, дали се согласуваш со мене, свој белег не само во музиката, во сите сфери на нашето живење. Некои други соседни земји тоа навистина многу убаво го прават. Оти луѓето, за жал, кај нас, ако те нема, те забораваат. И тоа не е добро. Па, имаме таков некој Така. психолошки синдром да ги подзабораваме работите, ама ете се трудиме да ги вратиме во колосек, односно сите тие дејци, уметници да го добијат тоа што го заслужуваат. Згоро на тоа и да го збогатиме културниот живот Така. во селата околу Струмица и во самиот град. Да, и во целиот регион на некој начин, зашто да не. Така е. Од гласите и од другите градови, и од Скопје се алал да вие што правите во Струмица. Да, Гоце тоа го заслужува и тоа на некој начин импонира. Такви нешта треба да се повторува, треба да се прават. Апсолутно. И пред се за народот, Така. нели? Добро. Јас имав честа да го најавам тој концерт и да го одјавам, бидејќи јас и Гоце бевме пријатели, знаев што да им понудам на присутните, споделував некои мои спомени како водител на редица концерти на кои заедно настапувавме, како во земјата, така и во странство. Гоце го паметам по многу нешта, но вчера, пред да започне концертот, разговарав со тебе и ти ми откри една интересна работа, дека и ти го паметиш Гоце, ама како мал. Така. Ајде, околу тоа малку, беше тоа на Фолкфест во Ландово, така? Така е, 2006 година, едно не директно, малку индиректно искуство. Како да кажем, една непријатна ситуација која е само по себе... Непријатната ситуација не е важна. Важно е дека ти беше дел од играорците кои го следеа Гоце. Ние следовме Болеро бенд Така? и сакав тоа да го кажем. Да. Многу силен абсурд, многу голема вистина. Ситуацијата помина како што помина и после, не знам колку, значи 16 години се роди идејата баш во мене и се реализираше. Колку години Таков имаше контраст. ти тогаш? Си имал 12. 12 години. Така. Значи и ти си го видел Гоце. Имаше една книга и јас го видов Тито. Сега и јас го видов Гоце. И тоа е единствена средба со него. Тоа е единствена средба. Така. Гардероба делевме. Така, ама еве, тоа е тоа што одредени квалитетни пејачи, квалитетни песни прават и на помладите генерации. И ти живееш со песните на Гоце. Јас растев со песните Да, на Гоце. растеше, но еве, утре задутре и ќе дојдат и други генерации и ќе ги пеат песните на Гоце, иако никогаш во животот не го виделе Гоце. Така е. Како што овде во Струмица, во рамките на Струмица Опен се одржуваа концерти на пеачи кои се навистина оставиле нешто во поранешната југословенска естрада, како што е Здравко Чолич, и тој пееше хитови испеани пред 30 години, а млади деца од 15-20 години ги пеат тие песни. Тоа е тоа. Тоа е тежината на уметничко дело. Тоа е тежината. Сега, Јовче Панде, велам, со тебе се поврзани многу нешта кои деновиве се случуваат, а вечерва се случува една интересна театарска представа во Босилово во рамките на културно лето Босилово. Така. Зашто станува збор? При крај сме со програмата од културно лето Босилово. За прв пат
во Босилово се одржува таа манифестација. Така. Неколку десетина настани, од проекција на филм до театарски представи до, не знам, иселеничка средба на кои настапија локални музичари и вокалисти. Денеска завршува културно лето Босилово со една премиера, театарска представа, по текст на Горан Стефановски. Мајстор на својот занет. Апсолутно. Оддаваме почит и кон него. Играме јас и Михаил Велков, студент на Факултет за драмски уметности, 4-та година. Од Босилово, тоа е многу важно да се Од каже. Босилово. Така. И режија Двајца босиљане. Така е. Така е. Двајца босиљане и еден струмичанец. Така. И режира Дејан Ангелов, на наше огромно задоволство. Одличен режисер, кој не донесе до еден степен, да речеме, ајде, на професионалност, бараше од нас работа и добивме добар производ. Еве една јавна покана до сите луѓе кои не следат вечерва да дојдат и да Да видат представата. ја видат представата. За каква представа станува збор? Тој е текст наменски направен за двајца актери, легенди на македонското глумиште, Ванчо Петрушевски и Благој Чоревски. 95-та година се работи за двајца подземни ликови од подземјето во костуми кои прават некои сумњиви сделки во животот, така живеат, тоа ги импонира. Има малку комедија во тоа? Апсолутно. Има доста Чоре и Ванчо. Има доста комедија, на таа линија се води текстот, но има и силни психолошки моменти кои ќе покажат, ќе раскажат со какви луѓе за жал во општеството си имаме работа. Така. Ти си бил талентирано дете. Бебе, сите знаеме, Јовча Пандев убаво пее, компонира, снима спотови, настапува и така натаму. Ајде сега, од каде глумец? Од каде актер? Вака, тоа е скриен момент кај мене до пред 5-6 години. Ова ми е трето учество. Во представа? Да. Во Босилово пред 6 години и уште еднаш во тој период и сега повторно. Трета представа. Трета мајка се вика тоа, се надевам дека поактивно и подинамично ќе работам во иднина. Да. Така. И може ли на крај да додеш до ситуација да мора да избираш сега шо сум јас? Актер сум, пејац. Не верувам дека ќе дојде, можеме да поделиме, иначе од каде, не знам, веројатно носам некој ген на вујко ми. Актер во Струмичкиот театар, така да... А тоа е? Тоа е Стојан Велков Трн. Така. На крајот на краиштата Босилово има нешто, многу нешто што да се пофали на полето на театарот, бидејќи многу години наназад беше развиен многу театарскиот аматеризам во Босилово. Просто не можеше да помине години, јас паметам многу одамна за разлика од тебе. Не поминуваше ниту една година, а да не излезат со премиера, со нова представа, извонредни актери излегува од таа театарска трупа, група, како сакаш наречи ја, од Босилово. Всушност беше многу развиен театарскиот аматеризам на територијата на поранешна општина Струмица или на Струмичкиот регион. Повеќе села имаат такви групи, се одржуваа смотри, локални, регионални, и од тука многу одеа во Кочани на државен надпревар, на ФААТ, фестивал на аматерски театар. И од тука можеби тоа не згаснува така лесно. Па да, и ќе се трудиме, јас се надевам дека ќе го динамизираме тоа, барем ето годишно да имаме по една премиера, тоа е убаво.
одлично. Тоа е одлична идеја, да го вратиме тој драмски аматеризам, тоа е добро воопшто за театарот, не само за Босилово, Така е. не само за Апсолутно. воопшто за театарот во Македонија е важно. Колку си задоволен, еве, рече, ова представа е последно нешто што ќе се случува во рамките на културно лето Босилово, колку си задоволен од се она што се случуваше во рамките на оваа прва манифестација? Мислам дека имаше посетеност, тоа не бев присутен на сите Добро. настани, но многу е важно, генерално сум задоволен, многу е важно во првите 2, 3, 5 години да се задржи континуитетот. Квалитетот ќе дојде сам по себе, затоа што има волја да се тоа организира и луѓето го прифаќаат тоа како едно богатство, еден збогатен културно-уметнички живот. Сигурно. И И да сме здрави и живи. ако е тоа успешно, тогаш треба до година да очекуваме културно лето Босилово повтор пат. Зошто да не, нели? Ако нешто е убаво, треба да се Ќе повтори. се заложиме треба да го повтори. одржиме. Дај Боже, нека биде така. Што има ново кај Овча Пандев на полето на естрадата? Летно време слабо снимаме, чекаме да Да залади малку. Треба, во подготовка имаме 2 демо снимки за 2 нови песни. Ќе има и видеозаписи, така да... Твои песни? Да. Твои авторски песни? Да. Браво. И Пишуваш музика, пишуваш текстови. така. За Септември. тебе се неколку убави песни, исто така твои авторски, кои доживеа и спотови, многу интересни. Да, може да погледнат гледачите. Така е, така. Добро, тоа е тоа, ќе ја чекаме есента и ќе те повикам повторно да промовираме некој од тие две песни. Со задоволство, да. Пред гледачите на ТВ канал Одвис Јовче, ти благодарам за разговорот и ти посакам се најубаво. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на ТВ канал Одвис. До следното издание на оваа емисија, довидување.